за пеење, па може да сите да запееме, а Панчо ги има врските, може да не пласира сегде и да направиме нов сектор. Сектор, види, тоа е неограничено. Знаете, имаше порано у поранешната ни држава, вика, во Босна немој да пееш, во Србија немој да играш, а во Македонија немој ни да пееш ни да играш. Значи темне бива. И така мислам дека Панчо Значи олицетворение на тоа. Види, па мислам дека Панчо, не сум сигурен дали со години, мислам дека е помало тој годишен цензус, може да одговори и мислам дека по мене Панчо треба да се разигра во Скопје. Зашто? Затоа што сметам дека градов е идеално место каде што Панчо може да сопрeva шобанизација на градот. Многу шобани, овчари, копуци, као квалитет, мислам, интелектуален и ој, доаѓаат во реална шанса да станат градоначалници, например, на Скопје. Имате градоначалници со 16 клучици, кои што не се ни родени во Скопје, или во Америка треба да бидеш роден, за да бидеш, значи во Скопје треба да бидеш роден во Скопје за да бидеш градоначалник. Ека нас тоа изместува. Не мислам дека тука Панчо, особено познавајќи го Панчо и гледајќи младата популација и како реагираат на него кога се појави на улица. Панчо има реално и затоа кога ја што знам унајмено 4 телохранители, не за друго, него едноставно да направат ред кога му се фрлат обожавателите на него. Нели е јака конкуренцијата и во Скопје? Мислам дека тука Панчо би ги изгазил. Едноставно Панчо е неухватлив за ни, пребрз за Скопје, затоа што мислам дека тоа му е природна средина. И тука ќе има, нели? Му е домено цепа. Добро, па има некои ограничување, нели? Таму имате да не си осуден, мислам дека не е осуден, треба да се државјани. Не, Панчо. Државјани на Република Македонија. Панчо ли? Многу често. Така. Не сум сигурен дека има 40 години. И ако тука, јас ви кажам дека е извареден кандидат, дека ќе биде како обединител, затоа што музиката, она што го прави Панчо, ги обединува, нели, граѓаните, али мислам дека за Скопје бил идеален, топ кандидат. Тука би имал неспорно мојата подршка. Ќе размислиме. Дури би лепели плакати за него. До толку? Да. Панчо е дечко. Па да размислиме. Моите керки го обожаваат, Белма и Верна, едната е средношколка, другата Верни фарма. Нема, ние по 2-3 сата. Имаат ли глас? Малата пее невидено. Одлично. За гласање нема врска, ние ќе пееме кај него ко пек. Добро, пошто сега не се битни гласовите, да не сватите. Не моретно, ама они имаат знаење, деца се паметни. Најмат се по 2-3 сата дневно ние збориме за Панчо и за неговата мисија. Тоа доаѓа кај нас едно интелектуално, емоционално празнење. Океј, тоа значи Есад Рахич многу му благодариме за овој инсайт и добра анализа на целата. Градоначалник. Панчо за градоначалник, ете. Да, ова помалку нели за да ја избегне битката поради нели. Може да не биде сериозен проблем во кампањата. Да, но сепак ценам, тоа е политика. Крај крајот. Благодарам. И добро дојдовте во канцеларијата на градските фраери. Кој сака нека повели. Председателски избори 2009. Панчо за председник. Ете, се враќаме, значи му благодариме и на Есад Рахич за оваа анализа. За неговото одвоено време многу го почитувам како човек пред се и како политичар кој знае за што треба да се бори. Го поздравам господине Есад, кога ќе имате време ќе ми биде драго да се напиеме кафе. Одлично. И за крај, последно прашање, што хоби имате вие, би сакал сигурно народот да знае како иден председател. Имате ли некое хоби? Хоби, мислите како што кажа господинот Љупчо? Љубиша нешто кажа дека сте визионер и... визионер. Мислите на исцелител? Исцелител, хоби, исцелител, да. Тоа е фино. Па да, ете, тоа е уште едно нешто што мислам дека ќе им помогне. Дали навистина дека во Мокрино ве нарекуваат екимот? Еким, да. Сепак, фино сте информиран, многу ми е драго. Видете. Јас сум некој пулен на Чомовски, ако не знае. Да, баш ми е драго. Секоја чест и секоја почит до господинот Чомовски. Го поздравувам. Сакам да ви кажам дека сте фино информиран, како што реков. Да, им помагам на луѓето. Сигурно сакате да знаете. Во што е вашата моќ? Па, мојата моќ е во моето семе. Навистина? Да, во моето семе. Значи, секој што ќе го добие моето... Чео, и ми се смееш за те. Ајде, продолжи. Чео, што мат. Па не можам да... не ме гледај.
Овој, чекай, што е вашата моќ? Да ќе продолжам јас, само ти прашај. А овој, во што е вашата моќ всушност? Па видете вака, мојата моќ е всушност поточно во моето семе. Имам лековито семе. Ајде. Имам лековито семе. Токму така, мојата моќ е во моето семе. Имам лековито семе. Не може да ти. Аби има лековито семе. Продолжи си само. Чекај. Имам лековито семе, продолжи си. Ја не можам да. Секој што ќе го проба моето семе, излегол задоволен. Леле. Сигурно сакаш да дознаеш какво е тоа семе. Ја ќе кажам тоа е во една кесичка и има 4-5 парчиња од прилика во големина на едно лижавче и тоа си има секој ден се зима по една. Продолжи од секој ден. Секој ден се зима по едно, таков е третманот и сите луѓе излагаат дефинитивно излечени со чиста свест и со чист задник. Одлично. И за крај, дали знаете стандардната рубрика ве молам музика, гласна музика како што доликува за председателот. Дали знаете за вас? Дали знаете дека Панчо кива со отворени очи? Верувале или не? Дали знаете понатаму дека Панчо еднаш изеде цела торта пред некој да успее да му каже дека има стриптизета во неа? Дали знаете дека Панчо прави кромидот да заплаче? И дали знаете дека Панчо е тој кој што го измисли прашалникот, дами и господа? Ја навистина ви честитам на тоа што го измислите прашалникот, така една овој корисна работа би рекол за сите нас. Уште еднаш, 1 на 2 е емисијата која прва ја изнесе кампањата на виделина во јавноста на господин Владимир Блажев, следниот председател на Република Македонија. Ние, екипата на 1 на 2, навистина го поддржуваме и се надеваме дека да дојде драматичниот дел од музиката. Тоа е за 3, 2, 1. Дека Панчо ќе не одведе во Европска Унија и НАТО и дека Панчо ќе биде човекот кој што ќе направи ние да се почувствуваме како да сме на вистина важна нација и важен дел од светот и дека следуваат промени, дами и господа, промени и преродби какви што никогаш не се виделе на оваата тковина, ова грудка земја, нели. Следниот Александар Македонски го имам веднаш до мене, можеби не така голем и робусен по расти и овој волумен, но навистина има во душата нешто. Панчо, ти благодарам навистина што дојде. Уште еднаш сакам да ги поздравам сите гледачи на 1 на 2 телевизија. Оваа камера снима. Гласете за мене. Јас сум вашата промена. Јас сум идниот председател на оваа држава. Излезете од црно-белата слика и гледајте во боја. И за крај уште еднаш да кажеме, купете го семето на Панчо, бидејќи Купете го семето на Панчо, бидејќи бидејќи помага. Панчо и целител има благотворно семе. Секој кој што ги го стави в уста, се здравува веднаш 0800.